Черчил рекол, континуираните напори, работа и посветеност, а не демонстрирањето сила, е клучот за искористување на сечи потенцијал. И навистина, она што како партија не карактеризира и она што ја прави разликата повидлива и позначајна е работата. Таа работа им донесе на граѓаните многу сработени проекти, илјадници мерки и решенија за исто толку проблеми на граѓаните. Таа е капитал кој трае, а граѓаните вистински го вреднуваат, бидејќи на нив им е значајно. Ние на власта никогаш не сме гледале како на привилегија, која ќе донесе лично добро, туку напротив, како на дадена одговорност да се помогне, да се направи животот подобар, да се решат проблемите од секаков карактер и природа кои се важни за граѓаните. Ние никогаш не велиме дека ВМРО е безгрешно, ниту дека ќе ги решиме сите проблеми, но важна е посветеноста, присутноста на терен, низ градовите и селата, низ улиците, игралиштата, пазарите во секојдневниот живот. Затоа што нашата сила се нашите сограѓани во Република Македонија. Граѓаните тоа ќе го препознаат. Ќе видат таа нескршлива волја да се создава и да се помага. Додека нашите противници уверуваат дека зборот бил збор и многу брзо се трудат да го прекршат истиот, ние велиме дека делувањето, а не зборот, е вистинската вредност. Сакам малку и да се осврнам на историската одговорност која имате и ја имаме во овие моменти. Економијата оди надолу. Сите макроекономски показатели покажуваат негативни трендови и практично гледаме како ни се руши сето она што беше создавано со години. Се стопираа сите поголеми капитални проекти, градежништвото бележи загуби, имаме кршење на основните човекови права, а правната држава се погазува преку обид за носење на неуставните закони, преку именување на функционери надвор од легислативата, без да ги исполнуваат основните услови за именување, преку притисоци врз администрацијата, незаконските вработувања, партиското превземање на синдикатите или се на се општ хаос владее во државата. Се демонстрира на широко неспособност. Добиваме впечаток секогаш кога актуелната политичка опција е на власт, Македонија нешто губи. И идентитетски и стратешки гледано во однос на незините најважни и најзначајни приоритети. Затоа, почитувани, ВМРО ДПМН ја има одговорноста да ги исправи работите, да ја врати сигурноста, државата да се врати на патеките кои значат економски прогрес, отварање на нови работни места, заживување на индустријата, инвестирање во патишта, болници, училишта, градинки, спортски објекти. Првиот чекор за тоа се овие локални избори. За тоа сте значајни вие и вашата работа, и вашата посветеност во овој предизборен период. Како партија и оваа кампања ќе излеземе со обемни програми, но тоа не е само слово празно напишено на хартија, туку обврска на сите вас кон народот, кон сопствената татковина. Народот очекува од нас, од ВМРО ДПМН и од нашата политичка опција да донесе прогрес и да ја вратиме државата на вистинскиот пат. Мора да останете отворени спрема народот. Народот е со нас, а ние сме со народот. Посетете го секое мало, секоја улица, преку личен пример, покажете како се брани и сака оваа татковина. Посетете секоја куќа од местото во кое што доаѓате, секоја зграда, секој игралиште. Објаснете им и пренесете ги мотивите кои што ВМРО ДПМН ги носи со себе. Иако натежнаа многу проблеми, многу нерешени прашања, секогаш, запамтете, има излез и надеж. Знам дека не може да се реши се. Не мора граѓаните да наоѓаат партнер и потпора во вас. Черчил рекол, песимистите гледаат потешкотија во секоја можност, а оптимистите гледаат можност за решенија во секоја потешкотија. Затоа вие ќе имате одговорноста да ги најдете тие решенија.
Вие сте на првата линија на браникот и вие сте тие кои што од прво лице комуницирате со граѓаните. И кога на еден човек му е потребно нешто, прво ви собраќа вас, на граѓаните, на советниците од локалната единица на која што тие припаѓаат. Тоа е тешка и секако исцрпувачка работа, но граѓаните заслужуваат, запамтете, секогаш повеќе и секогаш се тие во право. Вашите одлуки треба да бидат одговор на барањата на тие граѓани. Така ќе ги јакнеме и демократските капацитети на општините, за поголемите проекти и од заеднички интерес ќе го слушнеме експертското мислење на различни целни групи. Расправите и дебатите се првиот чекор до постигнување на тие решенија. Почитувани, ВМРО ДПМН со полна пара, ентузијазам и мотив се подготвува за следните локални избори. Општинските комитети ќе ви бидат алатка и се целосно концентрирани кон нашата конечна заедничка цел, а тоа е победа на овие локални избори. Како партија, тоа е наша најважна цел. Обединети околу програмата, целосно поддржувајќи ги кандидатите за градоначалници и советници, кои се избрани од партијата, и ќе настапиме на локалните избори цврсто убедени дека ќе ги победиме така јако што нема да бидат свесни што ги снашло на 15 октомври. ВМРО ДПМН секогаш било и помотивирано и посилно во моментите кои што представувале драма за нашата татковина. Во изминатиот период, како никогаш порано, партијата беше мета на најцрна пропаганда. Таквите напади покажуваат страв, а стравот се состои од народот, кој не ги поддржува нашите противници, и најновата порака стигнува сега, на 15 октомври. Слушам дека иако ништо не работат, се храбрат нарачувајќи анкети дека ќе победеле на локалните избори. Само нека нарачуваат анкети, а ние да си го сработиме она што е наша задача. Се храбрат и пред нивните гласачи, но и пред сите оние кои што во позадина им се смеат на она што го работат во овој момент. Но тука би се присетил на една мисла на големиот Ганди. Прво те игнорираат, потоа ти се смеат, па се силат и на крајот ти ги победуваш. Таква ќе биде и оваа победа на ВМРО ДПМН, запамтите. ВМРО ДПМН е народна партија и останува народна партија. ВМРО ДПМН постои за граѓаните, е дел од граѓаните, а граѓаните се дел од ВМРО ДПМН. Ние и понатаму ќе говориме за економијата, за новите работни места, за земјоделците и нивните проблеми, за образованието, здравството, инфраструктурата, за напредокот во секој поглед и во секој сегмент, за новите перспективи на земјата и сите граѓани, новите можности и шанси и новите инвестиции. Нималку наивни дека тие овде ќе престанат. Но свесни сме дека токму со овие избори ќе се покаже една јасна и недвосмислена волја на нашите сограѓани за напредок на својата татковина, но и порака до сите дека оваа земја е земја на граѓаните на Република Македонија и тие одлучуваат за незината иднина. Никој друг не може да крои, прекројува, како што се туги интереси, туги сценарија, туку за оваа земја одлучуваат незините граѓани, мнозинството македонци и деловите на останатите народи кои што се наши соседи. Сите тие најдобро знаат кој треба да ги застапува, кој може да им помогне решавајќи ги нивните секојдневни проблеми и кој може да го чува нивниот интерес. За крај, само сакам да ви кажам дека преку личен пример, ќе повторам и ќе заклучам, преку личен пример, во контакт со секој ваш сограѓанин, колега, роднина, пријател, сосед, треба да ја шириме идејата на ВМРО ДПМН, мотивот и целта за победа на овие избори. Само така, доколку повеќе луѓе ќе допреме, толку подобар и поголем резултат ќе имаме. До сега ни оди одлично, уште малку очекуваме да го достигнеме врвот,
но ќе ви повторам уште еднашка. На 15 октомври ќе ги поведеме така силно, што Зоран Заев и останатите мускетари ќе не знаат што ги снашло. Следниот ден се гледаме на улица и бараме предвремени парламентарни избори. Од вас зависи. Да сте ми живи и здрави, да си ја сакаме државата, да работиме за партијата, само така можеме да го зачуваме ова наследство што нашите дедовци го платија со крв и коски. Ви благодарам уште еднаш.